Добро, ќе бидат повеќе министри, бројката не ја кажувам, имајќи во предвид дека досега се променети 6 министри. Добро. Култура, правда, образование и тројца без ресор. Јас сум блиску до вкупната бројка од 1/3. Што значи, еве прв пат и јавноста отвара дебатата, ќе одиме со изборна влада. Затоа што ако сменам само двајца или повеќе од двајца, готово ги исполнуваме лимитот на најмалку 1/3 за да има реконструкција на влада. Тоа е советот од министерката за правда, со правниците со кои што разговаравме, што значи ќе има повеќе од тројца. Во такви околности секако ќе ги соопштиме навреме штом ќе ги донесеме сите одлуки. Кога ќе ги донесеме одлуките за именувањето на новите, ќе ги донесеме одлуките паралелно и кои ги разрешуваме едно со друго. По разговорите со Ахмети што утврдивте од вашите редови ќе коалиционен бидат или партнер, може би од колку коалиционен ќе бидат партнер? разрешени? Тоа што го кажав после разговорите, тоа е и конечното, последното. Секако очекувам фидбек веќе следната недела и од господинот Али Ахмети, и од господинот Африн Гаши, и од Мендух Тачи, и од сите представници на коалиционите партнери со кои што имам намера да разговараме, заради тоа што реков имаме слаби функционери на одредени места кои што треба да ги промениме за да дојдат нови, а не дали се тоа од СДСМ, ДУ или било која политичка партија, така да веднаш ќе се Премиере, зборувавте за доблеста на функционерите во партијата кои што доблесно ги прифатиле разрешувањата. Ќе бидете ли вие доблесни и ќе понудите ли вие ваша оставка пред органите на партијата? Ево вака, ако држивме лекција на успешност, овој премиер, оваа влада, оваа владеачка гарнитура тоа го направи. Ги реши сите отворени прашања во државата. Ние сме горди на себе. И апсолутно не гледам никаква причина Зоран Заев да понуди оставка. А може ли да очекуваме нови кадри или ќе има ротација? Секако пред се нови кадри. Пред се нови кадри, заради тоа што самите промени значат обновување на самите позиции. Гледате, ова денеска кадровско решение кое што донесовме како одлука за нов генерален секретар на партијата, а гледате и доблеста и чекорот што е направен. Ценете и вие како медиуми, нека ценат и граѓаните. Ова има многу суштина, ова се сериозни одлуки, не се така лесно. Се работи за моите први партиски другари, со кои што соборив режим заедно со граѓаните. И апсолутно се големини, јас сум благодарен и сум среќен што сум председател на Социјалдемократскиот сојуз. Го почитувам тоа и секако мојата соработка со сите разрешени вечерва ќе продолжи на вакво или онакво ниво. Место има за сите. Верувам наследните позиции ќе бидат уште поисполнителни, ќе научиме сите, новите што ќе дојдат ќе гледа да не ги повторат грешките, а тие што ќе останат ќе знаат дека никој од нас не е непроменлив.